8 години по смртта на родилката Маја Паневска од Штип, случајот се уште нема судска разрешница. Лавиринтите на македонското судство секојдневно ја зголемуваат болката на семејството Паневски, кои стравуваат дека делото ќе застари, а смртта на 28 годишната жена ќе остане само нивна болка, без да се утврди одговорност и без да се разјасни како прерано згасна млад живот. Првостепениот суд за виновна ја наоѓа докторката гинеколог, која според вештачењето на судска медицина направила пропусти во процедурата. Поконкретно несоодветно ја сошила матката, при што дошло до обилно крварење и смрт на пациентката. Апелациониот суд во Штип го врати предметот на повторно судење, поради суштествени повреди на постапката. Поточно судот не го прифатил како доказ вештачењето на обвинетата, односно се повикал само на вештачењето од судска медицина, која е доказ на обвинителството. Основниот суд ја потврдува својата првична одлука. Следуваат нови жалби и предметот повторно завршува во апелациониот суд во Штип. Тука почнува лавиринтот за семејството Паневски. Се бараат низа на вештачења, сите со ист краен исход, дека се работи за лекарска грешка. Предметот застарува во 2028 година, односно за помалку од 2 години од моментот на ова снимање. За детали за овој предмет, како и за сомневањата дека некој намерно сака да го застари овој предмет, зборуваме со Перица Паневски, сопруг на починатата Маја Паневска. Кажете ми најпрво кога се случи овој трагичен настан, кој и како ви соопшти за смртта на вашата сопруга? Значи, овој трагичен настан се случи на 13.6.2018 година. Соопштувањето беше од страна на болницата, поточно вработени во самата установа. Сето тоа беше на многу лош начин кажано, бидејќи првичните информации кои што ни беа кажани беше дека таа е почината од тромб, кој што и се откачил за време на операцијата. Не бевме известени ништо што се случува во текот на ноќта и покрај тоа што се поминати многу часови од времето на породување па се до таа борба за незиниот живот до утринските часови, каде што настапила после тоа и смртта. Бевме известени само дојдете, таа е почината, не знаеме што се случи, претпоставуваме дека се работи за тромб. Се беше уредно од и породувањето, и самата бременост, и текот на бременоста, значи се беше во ред. Ова беше шок за нас и за нашето семејство и за поголемата маса на луѓе. Значи, бевме шокирани од тоа и начинот на кој што бевме известени беше многу лош, затоа што претпоставивме дека не се работи за ништо друго, освен за некој пропуск од страна на лекарите, бидејќи сето тоа го сака да го прекријат. Сето тоа се докажа и во текот на постапката, од исказите, бидејќи првично кога стасавме таму, сите беа како наводно збунети, сите беа трогнати, а никој уствари не допре до нас да каже која е правата причина и како почина сопругата. Така, Маја беше медицинска сестра. Да, таа работа имаше како одат процедурите. Да, дали се слушнавте со неа кратко пред породувањето, по породувањето, дали комунициравте, дали нешто ви се пожали, во каква состојба е? Значи вака, кратко по породувањето имавме само краток помеѓу нас разговор, кој што траеше неполна минута, тоа беше сосема кратко и потоа никако се губи секаков трак, контакт од неа, бидејќи не знаеме едноставно што се случува, само бевме известени, замислете, значи после еден таков чин на породување, кој што и да се случи, треба да бидат известени најблиските, фамилијата. Ние не бевме известени, само бевме известени, дојдете, таа е почината да си ја земете од страна на болницата. Кажавте дека првично ви кажале дека претпоставуваат дека се работи за тромб. Подоцна, што покажа постапката, за што станува збор? Значи вака, првичните нивни информации беа дека се работи за тромб, меѓутоа документите, првичниот документ кој што излезе од судска медицина, односно потврдата кој што издаваат за починато лице, што стоеше дека таа е почината од хеморагичен шок, односно тоа е шокот кој што настанува од искрварување. И веднаш тука се посомневавме на нешто кое што се работи сигурно за некој пропуст од страна на лекарите и затоа и баравме да се изврши обдукција на самото тело
и да се издаде наредба за такво нешто, бидејќи се работи сигурно за грешка. Што покажа таа обдукција? Обдукцијата покажа дека се работи за лекарска грешка, кој што имало раскин на грлото на матката од 4,5 см, кој што не бил сошиен, и сето тоа довело до, како што се вели стручно, тоа постпартално краварење кое се јавува после состојбата на породување во некое трето родилно време. Така, овој штип се иззема од постапката, предметот моментално го води и од почеток го води основното јавно обвинителство во Битола. Кажете ми кога започна судската постапка и во која фаза е сега? Значи, судската постапка првично започна во 2019 година, значи почетокот на 2019 година, и сега е во фаза на второстепена постапка, односно пред апелациониот суд во Штип. Повтор пат. Повтор пат, да. Еднаш беше вратен од страна на апелационите судови, апелациониот суд во Штип, бидејќи имало контрадикторности во самата пресуда, и се исправи првостепениот суд, пак ја исправи пресудата и ја врати на апелација, каде што сега можам да кажам слободно дека предметот буквално заглави во правните лавиринти и во нивната архива на апелациониот суд во Штип. Така, првостепениот суд ја наоѓа за виновна докторката, односно гинекологот, која што била таму таа вечер. Има затворска казна определено за неа, потоа предметот оди на апелација, каде што апелација, како што кажавте, ја прифаќа жалбата. Основниот суд повторно ја потврдува својата одлука, сега повтор пат е на апелација. Од кога е предметот повторно во апелациониот суд во Штип и зашто се кочи тој, што се чека моментално? Значи вака, предметот е во апелациониот суд во Штип цела година. Поточно некаде од февруари месец 2025, точно сега ќе наполни цела година како предметот буквално стои на апелациониот суд, и по укажувањата кои што бараме објаснување од страна на апелациониот суд каде се кочи самиот предмет, што е работава. Упорно укажуваат на тоа дека се чека да се изготви вештачење, дека предметот е даден на судска медицина, на повторно судски медицински одбор за изготвување на вештачење, и меѓутоа се изготви таквото вештачење од страна на судско-медицинскиот одбор, и самата наредба која што е издал апелациониот суд е контрадикторна и нејасна, и можам слободно да кажам дека јавно да ја кажа таа наредба како гласи, бидејќи вработените во судска медицина наишле на контрадикторност во самата наредба, го изработиле вештачењето, го вратиле во судот, стоел цел месец во судот предметот и повторно е вратен заради тоа што требало да биде изготвен од уште едно лице. Пред снимањето ми кажавте, пред да почнем со снимање на оваа емисија, ми кажавте дека има едно првично вештачење, односно еден извештај од судска медицина, тој е првиот пат пред да почне судскиот процес, и има уште 4 или 5 дополнувања. Зошто се бараат тие дополнувања? Зошто судот бара да се иземе едно лице, а потоа сега ова е од разговор со вас претходно, како што ме информиравте, тие барат да се иземе едно лице, се изготвува ново вештачење, потоа велат дека еден вештак фали во вештачењето, затоа сега е заглавен процесот. Значи вака, од страна на вештите лица, како што споменав преска, е изготвен наводот и мислењето и е вратен во судот. Меѓутоа, сето ова се случува од причина што во правостепената постапка имаше вешто лице кое што беше кривично, така да кажам, гонето, беше подигнато обвинение, заради тоа што даде лажен исказ, односно различно кажа пред судот мислење од она што е напишано. И потоа во кривична постапка тоа вешто лице ја призна вината и кажа дека стои на правичното мислење, значи тоа вешто лице ја призна вината, и нејасно е зошто сега апелациониот суд бара повторно изработување на наводи и мислења кои што веќе 4 или 5 дополнувања се правени во текот на постапката, нема никаков сомнеш или сомнителни околности под кои не би било решителни факти неутврдени или нешто друго, различно од она што е правата вистина утврдена од судска медицина, дека починатата Маја Паневска, моја сопруга, е почината од хеморајичен шок. Таа е една единствена вистина која што упорно
7 години 8 вработените од Институтот за судска медицина и криминалистика кажуваат која е причината за смртта. Само нејасно е зошто судот упорно бара нешто, така да кажем условно, различно од она што е пишано во самите вештачења. Предметот веќе 8 години прави како е заглавен низ судот. Година дена кажавте дека е повеќе веќе во апелација во штип повтор пат. Кога застарува предметот, можете ли да ни кажете? Дали се сомневате дека некој намерно го одолговлекува и зошто? Вака, значи, бидејќи по вокација сум правник и така да ќе си земам за право и да презборам збор два повеќе, да кажам, постручно во тој дел, со оглед на нашата поставеност на материјалните и процесните закони, кои што се во сила, предметот со оглед на казната и кривично дело за кое што е обвинета и правилата за одмерување на казна застарува 2028 година. Односно предметот застарува за 10 години. Помалку од 2 години од сега. Помалку од 2 години од овој момент. И искрено, значи, цела година буквално предметот стои на апелациониот суд во Штип, каде што упорно се информираме, сакам до информации и тоа оди тешко, самата информираност на апелациониот суд. Значи го контактиравме и председателот на апелациониот суд, од кој што не добивме конкретен одговор за предметот, а тоа е директно треба да се грижи за ажурноста и застарувањето на самите предмети. Одговорот кој што го добивме од него беше дека барањето наше, кое што бараме до каде е проследено до предметниот судија. Така да не добивме никаков конкретен одговор за тоа зошто се одвива на ваков начин постапката и која е причината за сето тоа. Од сознанија, бидејќи подолг период предметот се наоѓа на апелациониот суд во Штип, од сознанија кои што сами се трудиме да дознаеме и осознаеме до каде е предметот, предметната судика која што го води предметот имала боледувања, користела боледувања, сето тоа јас не го негирам, меѓутоа пак ќе кажем овде директно председателот на судот треба да води грижа и за тоа, бидејќи постојат и други совети во тој суд, постои и други суди кои што можат да го преземат предметот за да не се случи она што никој не го сака да се случи застареност на самиот предмет. Затоа и сега дадовме глас до вас, допревме, за да допреме и до граѓаните, да знаат да се следи овој предмет, да се следи овој судски процес, бидејќи постои реална можност предметот да застари. Кога се слушнавме првиот пат, вие рековте, вие сте ми последна инстанца, односно медиумите ми се последна инстанца. До кои се институции се имате обратено до овој момент? Значи вака, се обративме, си ги користиме сите правни механизми, кои што до сега не сме ги користеле, бидејќи имавме некоја верба во самиот систем, бидејќи лично сум правник и татко ми е адвокат, така да негова помош имам сугестии при консултации при самиот процес. Значи, побаравме помош од вас, пуштивме преставки кои што ни ги дозволува законот да побараме помош и тоа го сторивме. Пуштивме преставки и барања за повреда на началото на судење во разумен рок, до Народниот правобранител, до Министерството за правда, кое што согласно закон за судовите има надлежност да исто така да бара до каде се одредени предмети се водат. Така да добивме одговор дека се обратиле до судот и чекаме конкретен одговор, деновиве веројатно се најдам дека ќе стасат, конкретен одговор за тоа до каде е судскиот процес од страна на судот, дали има конкретен одговор. Во суштина добивте одговор од сите институции, освен задоволителен одговор од Штипска апелација во моментов. Во моментов е така, да, за жал е така. Беше толку скромен одговорот од страна на Штипска апелација што не би никогаш поверувал дека такво нешто би можело да се случи, да се даде таков одговор. Истиот одговор го добивме и ние од апелација дека предметот е проследен до суди известител, дека се чека моментално извештајот од судска медицина. Дали би сакале за крај да упатите некаква порака? Да, би сакал да упатам една порака и ако ми дозволите сакам уште нешто само да додадам на врз основа на претходниот разговор. Значи, упорно е нејасно и стварно и нејасно во наша страна, бидејќи толку години се води предметот
и се употребени од страна, морам сега да кажам дека правостепениот суд, основниот суд кој што го водеше судиката Невена Перица, го водеше тотално коректно и спрема одбраната, значи комплетно коректно. Можам да упатам пофолни зборови кон нејзе, дури беше од страна на одбраната имаше и упатувано и навредливи зборови и други содржини. Меѓутоа остана на тоа како што е професионално, како што треба да биде, и така од тука сакам да упатам еден апел, да кажам, до јавноста, да исто и тие исто бидат индиректно вклучени во самиот процес на одлучувањето на овој предмет кој што, така да кажем, мистериозно се води на апелациониот суд во Штип. Ви благодарам многу. Благодарам и на вас. Семејството 8 години бара институционално решение. Како што слушнавте, се обратиле до сите надлежни институции. Предметот веќе една година е во Штипска апелација. Останува да видиме дали правдата конечно ќе биде задоволена или ова ќе биде уште еден предмет, срам за македонското правосудство.